прекузнато да се снуваат по нашите улици. Една луша слика која што подалечува Скопје од сите други европски метрополи. Овој проблем со кучињата веќе долго време се изгледа тапкаво место. Пред некое време имате акција за добивање на кучиња. Меѓутоа, оваа акција за жалост се изгледа не резултираше со посакуваниот резултат. Познавачите на сотрбите тврдат дека проблемот е суштински и дека е потребна тврда законска рамка која ќе предвиди високи такси за граѓаните, кои најпрво ќе земат куче за домашно милениče, а после ќе се откажат од него и ќе го пуштат на улица. Овие кучиња размножувајќи се на улиците, узголемуваат бројот на скитниците кучиња. Во јавноста искрива информации за труење на кучињата, како еден од најзастапените начини за тргање на овие кучиња скитници од улиците. Друштвото за заштита на животните револтирање начинот кој се третира недомените кучиња и се заладаат за подобрување на односот со нив. На оваа тема денес ќе поразговараме со нашите гости. Мијчо Билјановски, представник од јавната предпријатие Комунална хигиена, одговорен за стационарот Вардариште. Стоме Белковски, представник од Сдруженијето за заштита на животните Animal Mundi, Игор Есмиров, асистент на катедрата по молекуларна биологија, како и Драган Алексов, доктор по ветеринарна медицина и директор на ветеринарната болница Скопје. Екипата на Рубен Свет беше во стационарот Вардариште. Па да видиме што забележа нашата камера. Скопје се стреми да стане висока европска метропола, а како во ниеден европски град, во него читаат кучиња скитници. Проблемот со кучињата се изгледа такво место веќе подолго време. Неодамна имаше акција Доми куче, но за жал резултатите од акцијата не беа според очекувано. Познавачите на состојбите тврдат дека проблемот е суштински и дека е потребна тврда законска рамка, која ќе предвиди и високи казни за граѓаните, кои најпрви ќе земат куче за домашно миленице, а потоа ќе се откажат од него и ќе го пуштат на улица. Овие кучиња, размножувајќи се на улиците, возголемуваат бројот на скитници. Во јавноста искриваа информации за труење на кучињата како еден од најмногу застапените начини за нивно усмртување и отстранување од улиците. Што мислите, дали градските власти добро се справуваат со кучињата скитници? Со кучињата скитници? Не. Дали имате некоја акција за добување на куче? Дали се запознае нешто, дали може би некој ваш пријател кој во куче или тие? Мене две кучиња ми отрве, така да не знам што да ви кажам. Скитниците мислам дека треба да се згрижат. Лошо е така да талкаат, се пренесуваат болести некои по континери, скокаат и така мислам дека треба да се згрижат скитници. Да, видел дека имаше плакати, домување, не знам и јас, пошто немам услови да домам куче. Ништо не може, целите се настапајде. А да нема смисла. Повеќе кучиња ме настапајде, што повеќе што се свича. Било што нека после само нека ги тргнат од улиците. Нас не интересира имате издружение што се вижат, нека без матони нешто, што властите не преземат нешто, некој нека се скрижи. Не доволно. Па треба да има кома начин да ги соберат на едно место и да ги станат. Нека не ги ниште. Кога бев дете, постоја шинтери и тие ги фаќа саба у кола и ги водија и немаше проблем. А сега секој трето дете уедено. Друштвото за заштита се револтирани од радено на кои се третираат нефамилните кучиња и се залагаат за подобрување на односот кон нив. Така ќе назад до студиото. Прашање до вас, господин Билјановски. До сега предпријатието за комунална хигиена имаше неколку повеќе да ги отстрани кучињата скитници од улиците, но секундно кучињата ги претретуваат потапите. Што се случува ако е вашата потапите на кача? Не се работи за став, се работи за една цела програма, која што е донесена согласно по предлог на началникот, усвоена од Советот, од стручните служби, консултирани во соработка и со меѓународни институции, да се долгорочно проблемот со кучињата скитници во Скопје реши на
најдобриот, најадекватниот можен начин, при што се акцентирани добрите пракси во светот. Таа програма инклузија е да се помисли дека може да реши овој проблем за една година, тоа мора да трае повеќе години. Почнато е да функционира од 2007 година. Програмата конкретно се вика Програма за контрола на популацијата на бездомните куќиња во градот Скопје. Направена е стандарди и оперативни процедури за заловувањето на куќињата, зашто секоја година постојат и информации, задолжено предпријатие и стационарот каде што функционира е комунална хигиена. За тоа нормално од година во година оди со квалитет и квантитет се подобро и подобро. За конечно во февруари месец 2010 година Министерството за земјоделие и шумарство донесе и правилник за техничките услови за прифатилиштата, условите за чување на животните во прифатилиштата и така натаму, мислам огромен назив, али го третира овој проблем. Во Скопје единствениот град е каде што имаме сепак еден регуларен начин и хуман начин на решавањето на овој проблемот со куќињата скитници. Има еден впечаток во јавноста дека има една така наречена конфронтација меѓу нас и невладините организации кои што се грижат за куќињата скитници и за другите движеници. Но ја тоа би го свел на следнава формулација. Ви почитуваме нивните заложби, во секој случај, без разлика кој како сака нека ги третира, но они се добрата желба и намера, која што и ние сака да се стремим и да ја постигнеме, и се надевам дека тоа ќе успееме. Но ние, за разлика од нив, сме и грубата реалност, која што постапуваме во целата ова работа. Не заборавете дека сме сепак стопански субјект, дека сме една организациона целина која што подразбира погон, ангажирање на средства, луѓе и така натаму. Кратко речено, во Скопје постои организиран начин на квалитетно, согласно нормативите и стандардите кои што веќе постојат во Европа, да се реши како проблем. Господине Милјановски, стационарно предавиште е под надлежност на јавното предпријатие комунална хигиена. Од кога постои и колка е капацитетот? Од 2007 година постои, реков. Капацитетот е сега некаде околу 40, до 60 максимум може да бидат сместени куќиња бездомници. Процедурата е да се задржат по стандардите негде до 7 дена, зашто принципот е залови, стерилизирај, да се куќињата изтретираат од здравствен аспект и да се вратат приближно на истото место каде што се заловени. При што оние куќиња кои што се болни, агресивни или представуваат или се толку стари за да неговото пуштање во средината во која што живее нема да му пружи квалитет на живење, се еутанизираат и вака еутанизираните животни се носат во депоњата за листа, каде што се собираат согласно листата за видови на отпад, а тоа е ветеринарен